Се надеваме дека предавањето со модални глаголи во идно време веќе го имате совладано. Денес ќе направиме видео со вежби за истоименото предавање, односно за Modelverben in der Zukunft. Пред да започнеме, ќе ве замолиме да кликнете subscribe на каналот ако сте нови, бидејќи ќе се снимаат уште многу видеа. Привршуваме со B1 ниво, а потоа одма продолжуваме со B2. Следете не и на Instagram и Facebook како германски јазик онлайн. Денешните вежби ни се поврзани, како што кажавме, со предавањето за модални глаголи во идно време, кој можете да го најдете во B1 предавањата плейлистата. Сега можеме да започнеме. Овие вежби ќе ни бидат поделени на два делови и тоа Modelverben im Futur 1 или модални глаголи во идно време тип 1 и Modelverben im Futur 2 или модални глаголи во идно време тип 2. Денешните вежби ќе ги направиме за двата овие типови. Ќе дадеме примери со околу 20 и нешто реченици за секој од нив. Започнуваме со денешните вежби Modelverben in der Zukunft или модални глаголи во идно време. Првиот дел од денешните вежби, како што кажавме, Modelverben im Futur 1 или модални глаголи во идно време тип 1. Одиме со првиот пример. Sie wird bald eine neue Sprache lernen mögen. Таа ќе обожава наскоро да научи нов јазик. Уште еден пример. Mein Bruder wird das Problem schnell lösen müssen. Мојот брат ќе мора брзо да го реши проблемот. Трета реченица. Wir werden mehr Sport treiben dürfen. Ние ќе смееме да практикуваме повеќе спорт. Одиме понатаму со нови примери за Futur 1. Wir werden im Urlaub viel Zeit am Strand verbringen können. За време на одморот ќе можеме да поминеме многу време на плажа. Како што кажавме во предавањето, овие реченици се формираат со глагол werden, кој ќе ни биде конјугиран во сегашно време, и два глаголи кои ќе ни бидат двоен инфинитив, од кои едниот ни е секогаш различен глагол, а другиот ни стои на последна позиција и ни е модален. Да видиме уште еден пример. Ich werde eine schwierige Aufgabe erledigen müssen. Јас ќе морам да завршвам една тешка задача. Трета реченица. Du wirst deine Ernährung umstellen sollen, gesünder zu leben. Ти ќе треба да ја промениш исхраната за поздраво да живееш. Продолжуваме со нови примери. Sie werden in Zukunft selbstständiger arbeiten dürfen. Тие во иднина ќе смеат да работат посамостојно. Ihr werdet einen Kurs belegen müssen, die Lizenz zu bekommen. Вие ќе морате курс да посетите за лиценцата да ја добиете. Wird seinen Job nicht wechseln möchten. Тој нема да сака неговата работа да ја промени. Одиме понатаму со други примери. Wir werden morgen nicht zur Arbeit gehen dürfen. Ние нема да смееме да одиме утре на работа. Ich werde die Präsentation nicht vorbereiten müssen. Јас нема да морам да ја подготвам презентацијата. Du wirst die Rechnung nicht bezahlen sollen. Ти нема да требаш сметката да ја платиш. И уште една реченица за Futur 1. Имаме werden wir nächste Woche Urlaub nehmen dürfen. И во превод на македонски, ке смееме ли следната седмица да земеме ние одмор.
Сега имаме некои прашални реченици од ja nein fragen типот. Wird die neue Sprache schnell lernen können? Ке може ли тој да го научи брзо новиот јазик? Wird Maria an dem Wettbewerb teilnehmen dürfen? Ке смее ли Марија да учествува на надпреварот? Werden sie die Miete bald erhöhen müssen? Ке мораат ли тие киријата наскоро да ја покачат? А сега нешто од типот на W-Fragen. Wie lange werden sie auf die Antwort warten müssen? Колку долго ке мораат да чекаат на одговорот? Втор пример, исто од W-Fragen. Warum wird dein Kollege heute länger arbeiten sollen? Зошто ке треба твојот колега денес да работи подолго? Wann wird Emma ihn treffen mögen? Кога Ема ке сака или ке обожава да се сретне со него? Warum wirst du das Essen später wollen? Зошто ке го сакаш ти јадењето подоцна? Тука имаме единечен инфинитив. Модал Verben im Futur 2. Модални глаголи во идно време тип 2. Знаете дека модалните глаголи во идно време тип 2 се формираат малку на потежок начин од тип 1. Но со вежбање ќе ви стане појасно. Сега да прочитаме некои примери и за ова време. Du wirst das Projekt erfolgreich beendet haben können. Ти ќе можеше проектот да го завршиш успешно. Wir werden die richtige Entscheidung getroffen haben sollen. Ние ќе треба да ја имаме донесено правилната одлука. Meine Eltern werden ihre Arbeit gewechselt haben wollen. Моите родители ќе сакаат да ја имаат сменето нивната работа. Значи, како што гледате, сите реченици се формираат на ист начин. Имаме глагол werden, обележен со црвена боја, кој ни е конјугиран секогаш, потоа еден партицип 2 глагол, потоа haben или sein, зависно од партицип 2 глаголот, и на крајот секогаш ни стои инфинитив глагол кој е модален. Одиме понатаму со нови примери. Ich werde mein Ziel erreicht haben müssen. Јас ке морав да ја имам постигнато мојата цел. Нов пример. Wird die Präsentation vorbereitet haben dürfen. Тој ке смее да ја има подготвено презентацијата. Wir werden die Stadt verlassen haben müssen. Ние ке мораме да го имаме градот напуштено. Ich werde schon angekommen sein müssen. Веројатно ке сум морал веќе да пристигнам. Тука во едниот инфинитив глагол ни стои sein, а не haben. Забележувате, тоа бидејќи партицип 2 глаголот ни е во движење. Du wirst schon gegangen sein können, bevor die Sonne untergeht. Ти ке можеш да заминеш пред сонцето да зајде. И оваа реченица е сличен пример. Значи, gegangen ни е партицип 2 формата на глаголот gehen, кој означува глагол во движење, и поради тоа, првиот инфинитив глагол ни е sein, а не haben. Ich werde meine Versprechen gehalten haben sollen. Јас ке треба да ги имам одржано моите ветувања. И уште една реченица, die Kollegen werden die Ware geliefert haben wollen. Колегите ке сакаат да имаат стоката испорачано.
Одиме понатаму so sie wird nicht verschwunden sein müssen, wenn wir das Gebäude betreten. Таа нема да мора да исчезне кога ние ќе влеземе во зградата. Lea wird die Wahrheit nicht gesagt haben wollen. Леа нема да сака да ја има кажано вистината. Овие реченици ни се расказни реченици со негација. Забележувате дека имаме нихт во нив. Wir werden kein neues Haus gekauft haben können. Ние немаше да можеме да имаме купено нова куќа. Оваа реченица исто ни е расказна со негација, но во овој случај имаме негацијата kein. Одиме понатаму со некои прашални реченици. Wirst du deine Meinung geändert haben können? Ке умееш ли ти да го имаше сменето твоето мислење? Werden wir genug Geld gespart haben dürfen? Ке смееме ли ние да имаме заштедено доволно пари? Werden sie nicht abgereist sein müssen, bevor der Sturm kommt? Ке мораат ли тие да заминат пред бурата да дојде? Wird Hans das neue Projekt gestartet haben dürfen? Ке смее ли Ханс да го има започнато новиот проект? Сега имаме некои V-Fragen. Warum wird sein Studium abgeschlossen haben wollen? Зошто ќе сака тој да го има завршено неговото студирање? Втор пример. Wie lange wird Paul in Deutschland geblieben sein können? Колку долго ќе може Паул да остане во Германија? Was werden wir bis Freitag getan haben sollen? Што ќе треба да имаме ние направено во петок? И уште еден пример. Wohin wird sie umgezogen sein dürfen? Кон каде ќе смее таа да биде преселена? Тоа беа примерите и за Futur 2 во модални реченици, а сега за крај ќе направиме мала вежба во која ќе биде потребно да одберете, да формирате вие реченица која од расказна ќе ја направите во Futur 1, а потоа во Futur 2, но да користите модален глагол. Реченицата која ние ќе ви ја дадеме е Du musst dein Zimmer aufräumen. Ти мораш да ја средиш твојата соба. Имате неколку секунди. Со наша помош имаме Du wirst dein Zimmer aufräumen müssen. Ти ќе мораш да ја средиш твојата соба. Ова ни е идно време тип 1 со модални глаголи. И како тип 2 имаме Du wirst dein Zimmer aufgeräumt haben müssen. Ти ќе мораш да ја имаш средено твојата соба. Имаме уште една вежба за Futur 1 со модални глаголи. Потребно е да одберете richtig oder falsch, или која реченица од двете е точна, а која не е точно формирана. Првата реченица што ви ја даваме ние е Du wirst nicht wiederkommen können, wenn wir uns treffen. Ти не ќе можеш да се вратиш кога ќе се сретнеме. И уште една реченица Du wirst nicht wiederkommen kann, wenn wir uns treffen. Ти не ќе можеш да се вратиш кога ќе се сретнеме. Од овие реченици одберете која е точната, а која не. Точната реченица е првата. Зошто е тоа така? Бидејќи имаме глагол werden кој ни е конјугиран
И имаме два глаголи кои ни формираат двоен инфинитив. Уште една вежба, но овој пат за futur 2 со модални глаголи. Првата реченица: Du wirst nicht wiederkommen haben können, wenn wir uns treffen. Ти не ќе можеш да бидеш вратен кога ќе се сретнеме. И втор пример: Du wirst nicht wiedergekommen sein können, wenn wir uns treffen. Ти не ќе можеш да бидеш вратен кога ќе се сретнеме. Точната реченица не е втората во овој случај. Зошто е тоа така? Бидејќи wiederkommen глаголот го имаме формирано во партицип 2 форма, потоа како прв инфинитив глагол ни е глаголот sein. Зошто е sein, а не haben? Имаме sein бидејќи wiederkommen или wiedergekommen глаголот ни е глагол кој означува движење. Тоа е тоа за денес. Ако ви се допадна видеото, знаете, кликнете лайк. Кликнете subscribe на каналот и следете не на Instagram и Facebook. Следно снимаме предавање, исто за B1 ниво. Се гледаме во следното видео.